Божи благослов. Исус Христос е вистинскиот Месија, а Месија значи помазаник. Христос е титула. Оваа титула е новозаветен еквивалент на старозаветниот термин Месија и значи помазаник, Божи помазаник. За Исус се вели дека е помазаник кој ослободува и очистува гревови. Христос има 3 главни служења: како пророк, како свештеник и како цар. Во улога како пророк, тој е Божи пратеник, предречен уште во Стариот Завет и преку неговата порака ја открива Божјата волја на човекот и општо на човештвото. Во улога како свештеник, тој го представува Бог и преку неговата застапничка жртва, жртва на крстот, им ги простува гревовите на оние кои ќе се покаат од своите гревови, верувајќи во него. Во улога како цар, тој го управува своето царство и го представува како создател на се видливо и невидливо. Зашто е напишано: се стана преку него и ништо што стана не стана без него. Неговата мисија на земјата имаше за цел да ја врши во се волјата на неговиот татко. Тој лично рече: зашто не слегов од небото да ја извршувам мојата волја, туку волјата на оној кој ме испрати. Евангелие според Јован, 6 глава, 38 стих. Тој понатаму дојде со друга цел, односно за да го спаси тоа што е изгубено, кој сака да ги спаси сите грешници. Зашто човечкиот син дојде да го побара и да го спаси изгубеното. Исус Христос исто така го исполни Стариот Завет, односно законот. Не мислете дека дојдов да ги поништам законот и пророците. Не дојдов да ги поништам, туку да ги исполнам. Евангелие според Матеј, 5 глава, 17 стих. Потоа тој имаше улога да ги разорне делата на ѓаволот. Јован пишува: кој врши грев од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот и затоа се јави Божиот син за да ги разорне делата на ѓаволот. Тој го даде и својот живот. Тој вели: јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно. Евангелие според Јован, 10 глава, 10 стих. Христос е свет. Ангелот одговори и рече: Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Затоа светото кое ќе биде родено од тебе ќе се нарече Божи син. Исус Христос е праведен, праведник, кој умре за неправедните. Зашто е напишано уште во пророкот Исаија 730 години пред нашата ера: заради страдањата на својата душа ќе види светлина и ќе се насити со нејзиното сознавање. Мојот праведен слуга, се мисли на Исус, ќе оправда мнозина и нивната вина ќе ја земе на себе. Исус Христос е безгрешен. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Тој беше понизен, како што е напишано во книгата или писмото од апостол Павле до Филипјаните, 2 глава. Имајте ја во себе истата мисла која беше и во Исус Христос, кој, иако е во Божјо обличе, не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бог, туку се лиши самиот себе и зеде обличе на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе и стана послушен до смрт, дури до смрт на крст. Исус Христос простува. Кога ја виде нивната вера, рече: човеку, ти се простуваат гревовите. Евангелие според Лука, 5 глава, 20 стих. Оваа улога на Христос како Месија или помазаник
има за цел да не спаси од вечната смрт и преку опростување на твоите и моите гревови да ни подари вечен живот. Зашто е напишано, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Божји благослов. Амин.